Полицијата во Кина приведе неколкумина кои протестираа против карантинот кој властите го воведоа поради коронавирусот. Со отпор кој ретко се гледа, се протестираше во неколку градови во Кина. Протестите се интензивираа откако 10 лица загинаа во пожар во зграда во главниот град на автономната област Ксиџијанг Ујгур, која беше под карантин 100 дена. Луѓето велат дека строгите мерки за COVID-19 биле пречка тие да се спасат. Владата ги отфрла овие тврдења. Кина се бори со повторната појава на инфекции во неколку градови. Бројот на дневно заболени се искачи на над 40.000, надминувајќи го пикот од април со 25.000 случаи. Пекинг остана на неговата нула ковид политика, нарекувајќи ја спасувачка дури кога поголемиот дел од светот ги укина повеќето ограничувања. Протестите негативно влијаеа на домашната економија. Инвеститорите се загрижени за менаџирањето на кинеската нула ковид политика. Кинеските берзи беа во пад, а цената на нафтата падна за речиси $2 по барел. Предходно властите настојуваа рестрикциите да бидат понасочени, поттикнувајќи шпекулации дека земјата наскоро повторно ќе се движи кон целосно отворање, но со зголемувањето на случаите, укинувањето на карантинот се чини малку веројатно.